На покана на државниот секретар на Соединетите Американски држави Марко Рубио, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во Вашингтон учествуваше на министерска конференција посветена на заканите од подемот на политичкиот тероризам. На конференцијата високи представници од повеќе од 60 држави разговараа за унапредување на меѓународната соработка и институционалната подготвеност за справување со современите форми на политички мотивирано насилство и тероризам, кога насилството се користи за замолчување на политичкиот говор, заплашувањето избрани функционери и граѓани, напади врз органите на прогонот или влијание врз демократските процеси, тогаш повеќе не станува збор за вообичаено политичко несогласување, туку за организирано политичко насилство, а во неговите најтешки облици и за тероризам. Осврнувајќи се на регионалниот контекст, Муцунски посочи дека оваа закана има сериозна димензија и за Западниот Балкан како стратешки чувствителен регион. Марко Рубио ја отвори конференцијата со широки оценки за ова прашање, нагласувајќи дека САД и поголемиот дел од светот во изминатите неколку децении биле фокусирани само на така наречениот исламски тероризам. For far too long, however, our counterterrorism doctrine has had a blind spot. A blind spot when it comes to extremist violence from the political left. Even today, the very idea that far-left terrorism could be a serious threat is treated as a right-wing fever dream, or worse, as a dangerous fascist conspiracy. It's treated this way by many in the press, by many in academia in our universities, and by many of our legacy institutions. Инаку на маргините на конференцијата, министерот Муцунски остварил и работна средба со министерот за надворешни работи на Израел Гидеон Саар. На средбата била потврдена билатералната соработка помеѓу двете земји.